Тодорче Ѓорѓиев и Љупчо Ѓорѓиев, членови на планинарското друштво Чеплес, беа дел од петочлената експедиција која се искачи на највисокиот врв на Африка, Ухуру, висок 5895 метри. Успеале од снежниот врв да уживаат во зелените предели на африканскиот континент. Од 7 рути преку кои се стасувало на највисокиот врв на Африка, тие се решиле за рутата наречена Мачаме. Искачувањето траело 5 дена, спиење во шатори со високи амплитуди на искачување и спуштање. Желбата на планинарите да го искачат врвот во Јужна Африка, Ухуру, на највисокиот масив Килиманџаро, се исполнила. Чувството, велат дека треба да се доживее, зборовите се малку за да се раскаже едно такво патешествие. Градоначалникот Славчо Чадиев оствари средба со планинарите во својот кабинет, ги слушна нивните искуства и импресии од патешествието наречено Африка и Килиманџаро. Да ги пренесам своите импресии, начинот како се стигнало таму, подготовките за да се тргне на еден ваков потфат и секако начинот, патувањето и се она што е карактеристично за нас релативно непозната земја. За освојување на ваков предизвик потребна е соодветна подготовка. Планинарите велат дека конкретно за ова искачување потребно им било околу 2 до 3 месеци висински тренинзи. Следна дестинација за велешките планинари е највисокиот врв во Аргентина, Аконкагва, кој е највисокиот врв надвор од Азија со висина од 4962 метри надморска височина. Врвот се наоѓа на планинскиот венец Анди. Почитувани гледачи, веќе од прилогот може да претпоставите денеска кои се мои денешни гости. Со мене во студиото е Тодорче Ѓорѓиев и Љупчо Ѓорѓиев, двајцата велешани кои што го искачија највисокиот врв во Јужна Африка. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска емисија. Добро утро. Така. Сакам да ве прашам еве за ова патешествие, како беше и како помина. Ајде направен ќе почнеме со Љупчо. Па, ова патешествие. Ако кажам со еден збор беше многу интересно, нема да погрешам. Меѓутоа, след тоа во што беше интересно, имаше и потешки и полесни моменти, интересни, некои незаборавни. Така да мислам во целина кажано беше стварно незаборавно. Какво е чувството да се искачите на највисокиот врв? Па чувството да се искачите на највисокиот врв, зборуваме конкретно за кровот на Африка. Па јас претпоставам дека чувството е да секој поединец може би различно. Меѓутоа, во секој случај има едно единствено, а тоа е воскитот кој што се јавува при искачување на еден таков врв. Така. Тодорче, што ти ќе ни кажеш за ова твое патешествие и за самото искачување на највисокиот врв? Така, за мене ова е пети врв над 5000 метри. Значи, секој врв си има своја тежина. Овој врв не се разликуваше и најмалку од другите, иако е повисок за некои 300 метри од последниот мој искачен. Сепак треба доста да се вложи во тоа и да максимум да се посветиме на кога сме таму на планината, за да успееме во тоа што го работиме. Каков е погледот од врвот? Погледот. Зависи како ќе биде времето. Ако е магла, значи облаци, неубаво време, тогаш нема поглед. Има единствено одбележје кое го означува врвот и ние 5-10 луѓе колку сме во експедицијата за да се видиме и тоа е. Ако е малце поубаво времето, секој врв си има своја структура, свој облик, така да не може многу да се види. Во зависност па ќе речеме од временските прилики, ако ние сме на таа висина над облаците, така да може само да се погледнат некои повисоки врвови, тоа има, мислам, изгледа како архипелаг некој, како море од плани. Ги спомнавме временските услови, вие се искачите на највисокиот врв во Јужна Африка, претпоставувам дека таму нема некои многу високи температури. Еве сепак да им кажеме на гледачите која беше температурата кога вие моментално се искачивте на врвот. Така. И дали беше доста студено? Така, бидејќи овој врв е во Африка и блиску до екваторот, температурата за разлика од другите врвови што се со таа висина над 5000, скоро 6, температурата беше ноќе во шаторите ни беше негде минус 5, минус 6 степени, надвор до минус 10 до 15. На врвот беше минус 15 степени тука. А си имате ли искачено можене на некој врв каде што имало и температури до минус 30, например, да речеме? Каде што е доста студено?
2012 година јас бев на Арарат, температура таму беше минус 25 степени и силен ветер. 2014 бев на Елбрус, 5642, температурата одека беше минус 27, немаше поглед од врвот, но само одбележје, многу студено, многу магла, снег, така. Така. Јупчо, ќе може ли да ми кажете дали токму овој врв за вас представуваше предизвик? Па, искам да ви кажам, секој врв е предизвик. Дори и понизок врв е предизвик. Во суштина, предизвикот го прави тоа за да се качиме на некој врв. Јас би кажал само, би се надополнил на претходниот разговор, врска со погледот од врвот. Конкретно погледот баш од врвот од Килиманџаро. Ние на врвот стигнавме некаде околу 6 часот наутро. А тоа беше баш моментот на изгрее сонцето на Африка. Значи, ние бевме првите тие на тој континент што го догледавме изгрее сонцето. И бевме присутни на таа појава која беше стварно Така, незаборавна. сепак тоа треба само да се доживее. Да. Иначе, како искачување на овој врв, како што кажав, имаше и потешкоти и некои полесни делови, меѓутоа го зборам лично за мене, можам да кажам дека сепак искачувањето не беше баш така едноставно. Поготово последниот ден, кога требаше да се искачиме за 24 часа, а да совладаме висинска разлика некаде скоро 2000 метри. Сепак тоа не беше за преценување. Со какви се препреки вие се соочувате во текот на искачувањето? Ти викате дека нели има тие потешкоти. Во што се состојат тие потешкоти? Па, за вакви услови на качување, мислам, за вакви врвови, еден од основните проблеми кои што се јавува, тоа е висинската болест. Значи, секоја нагла промена на висината, со појавата на намалена количина на кислород, поготоа намален воздушен притисок, се јавуваат одредени проблеми кај секој поединец, а тоа нормално зависи пак какви се претходните припреми од кондиционата спремност на поединецот, од психофизичките способности на поединецот. Значи, тоа е различно, нема нешто универзално. Меѓутоа, секогаш се јавуваат одредени проблеми кои што треба да се сватат сериозно. Така, колку време ви беше потребно за да го искачите овој врв? Ако зборуваме само за последната етапа на искачувањето, тргнавме некаде во 12 часот на полноќ и на врвот стигнавме околу 6 часот. Значи, ни беа потребни 6 часа искачување на последната етапа, која беше висинска разлика од 2000 метри. Така. Тодорче, како се подготвувате? Сигурно имате и претходно некои подготовки кои што ги правите нели за искачување на врвот. Како се подготвувате? Значи, овие се високи врвови, високи планини, не е можно без подготовка, без претходна подготовка да се стаса таму. Значи, на оваквите експедиции овој се погоди во сезона за нас, бидејќи ние во јануари отидовме таму, што значи ние сме во потполна кондиција, дека во летните периоди кога одиме на другите врвови за искачување, тогаш подготовките ни се кондициони овдека во парк, на стадион и секако и висинските подготовки. Висинските подготовки значат излегување на планина, на што поголем престој на поголема висина. Ние тука го имам планинарскиот дом Чеплес и Солунска глава, така да тоа ни е најдобро и најблиску за подготовка. А колку време е потребно претходно да се подготвувате за едно искачување? Па се зависи од врвот и од време трајањето на експедицијата. Значи за овој конкретно за ова патешествие, за ова искачување на Африка, на Килиманџаро, јас лично некаде за 2 месеци со подготовки започнав тоа. Значи, кој што напоменав, искачување на Солунска глава, на Тито врв, на Шапка, Пелистер, потоа малце кондициони припреми овдека и режим на исхрана. Така. Да се вратиме малку на вашите почетоци. Кога почнавте вие да се занимавате со овој спорт и кој беше првиот врв што го искачивте, ако се сеќавате? Да, се сеќавам. Значи, прв пат јас отидов на Чеплес 89-та година во прва година гимназија. Потоа тоа почна така како тркало секој викенд, секој слободно време на Чеплес и прва ми беше и Солунска глава искачана. Така. Јупче, истото прашање и за вас, нешто повеќе да ми кажете за вашите почетоци и кој беше првиот врв што го искачивте? Па јас може да кажам
мојот почеток беше прва година кога бев в средно училиште и првото искачување ми беше до планинарскиот дом Бреза. Тоа беше почетокот и од тој момент до ден денес не прекинав да се искачувам на планини. Така. Од 7 рути преку кои што стасавте до највисокиот врв во Африка, вие решивте значи да одите по рутата која што беше наречена Мачаме, зошто токму ја одбравте оваа рута? Па, оваа рута ја одбравме од повеќе причини. Една од причините е тоа што оваа рута овозможува подобра припрема на тие висини. Друга причина е тоа што оваа рута овозможува не само искачување на врвот, туку и запознавање и на флората на таа планина. Значи, ние преткон се движевме низ џунгла, па во предели исполнени со камењари, па предели со водотеци, со високи нагли искачувања, така сите тие разноликости на тие предели ни беа интересни, баш заради тоа одбравме таа патека, која што во однос на другите патеки може да кажеме дека е потешка, односно најтешка да речеме во случајов. Да. До сега во вашата кариера претпоставувам дека си имате искачено на многу врвови, ке може ли барем некој да ни кажете? Па едниот тие врвови минатата година повторно бевме со Тоше на Алпите, таму посетивме, мислам, се искачиме на повеќе врвови. Еден од тие врвови беше и Гран Парадизо, кој што е околу 4000 метри. Планот беше да се искачиме и на Монблан, меѓутоа, со обзир на лошите временски услови, не се качивме, пошто имаше забрана. Со други зборови, искачувањето на некој врв, на некоја планина, зависи и од самата планина. Тоа кај нас планинарите обично кажуваме, за да се качи врвот, треба и планината да ви дозволи да се качите, односно да ја освоите. Ако планината не ви дозволи, и колку да е лесен врвот, нема да успеете. Така, дали секогаш одите заедно двајцата или за да знам дали да го прашам, тоа ше истото прашање? Па, во главно да, меѓутоа нормално секогаш не, пошто ајде да кажеме и Тоше ни е претставител на планинарското друштво и организатор на сите активности на планинарското друштво и секогаш е тој прв кога има некоја активност. Јас со своите врски сум малку понеактивен, меѓутоа се трудам максимално што можам времето да ги искористам во овие активности. И па тогаш истото прашање и за Тоше, да не ги кажеш врвовите до сега. Така, значи овие 2 години, значи од 3 години од формирањето на планинарското друштво од Чеплес и со преземањето на домот, со Љупчо почнавме малце поинтензивно да додиме на повисоки планини. Значи, а пред тоа јас веќе напоменав, кажав 2 врва, па ќе повторам 2012 година, мислам од повисоките, ќе кажам, 2012 година бев во Турција на Арарат, 5137 метри, 2013 во Иран на Дамаван, 5671, 2014 година бев на највисокиот врв во Европа, на Кавказ во Русија, Елбрус, 5642, 2015 година бевме заедно на Алпи, на Гран Парадизо, Доломити, на Триглав, на една поголема етапа од Монблан и ова 2016 е на највисокиот на врв на Африка, Килиманџаро. Сакам, мислам сега да се надоврзам да кажам, овие сите врвови до сега што ги имам искачено со вулканско потекло, зборам за повисоките. Така да на секој континент има секој еден врв највисок од вулканско, од тие 6-7 врва јас имам скачено 4 највисоки. Така, вие споменавте дека исто така сте председател на планинарското здружение Чеплес. Така? Тоа е планинарско спортски клуб. Спортски клуб. Да, спортски така, колку членови се состојани или моментално колку членови има во спортскиот клуб? Бројката, значи годишно секогаш варира, но во минатата година имавме некаде околу 80 на членови, од кои дел активни, дел така пасивни. Заинтересирани ли се луѓето за овој спорт? Па полека мислам дека го сваќаат сето тоа љубење и дружење со природата, активностите во природа. Мислам дека од година на година зима повеќе замав. Така. Љупчо, што мислиш за нашите врвови во Македонија и општо за планините кои што ги имаме ние во Македонија? Какви се тие? Дали се добри нели за искачување? Дали можеби тие исто така ви представуваат предизвик? Врвовите во Македонија не да се добри, туку се одлични.
затоа што на ниво на Балканот ние имаме доста број на врвови кои што се закачување сериозни врвови, поготово во зимски услови. И кај нас често се случува и ние кога сакаме да се искачеме и во зимски услови и на врвот на Сонска глава, често пати имаме сериозни проблеми и некогаш и дури не може да се качиме. Зависи од температурата, од брзи ветрови, од ниски температури, високи снегови. Сите тие фактори влијаат на искачувањето. Инаку, општо кажано, Македонија располага со многу богат фонд на планини кои што можат да пружат развој на планинарскиот спорт и за планинари и надвор од Македонија, само тоа треба да се организира малку на повисоко ниво. А кои се идеалните услови, временски услови за искачување на врвовите? Како треба обично да биде времето, да речеме, нели идеално, добро, дали треба да биде сончево, значи спомнавте претходно не треба да има магла, значи кое е идеалното време за искачување? Идеалното време за искачување на секој врв си е различно. Ако зборуваме за идеално време конкретно за Килиманџаро, тоа е значи да нема ветер, да нема дожд, да нема снег, да биде сончево, да има видливост добра. Меѓутоа ако зборуваме за искачување на Мон Блан, таму во тој случај високи температури се негативни. Затоа што на Мон Блан при високи температури има нагло топење на ледници, се случуваат лавини и од камења, пошто мразот се топи, така да за искачување на Мон Блан се потребни пониски температури, се пополни од високи температури. Дали некогаш сакам да прашам кога искачувате некој врв, а во себе носите некој страв од не ди Боже, значи такви незгоди, лавини, значи се тоа што може да се случи на една планина? Јас би кажа само едно. Оној што не чувствува страв од тие работи, подобро да не се качува на планина. Така. Па ќе се вратиме назад на спортското друштво Чеплес и да ми кажете какви се акции, планинарски акции, значи се организираат преку ова спортско друштво. Така, планинарско друштво Чеплес, значи со своите членови има конкретно 3-4 акции во општина Велес. Значи, тоа се 9 ноемврискиот марш, искачувањето, потоа имаме акција ни, значи, за чистење на нашите патеки до планинарскиот дом Чеплес, маркирање и барање на некои посоодветни патеки поблиски, поблаги патеки до Чеплес и околу Чеплес, а додека во активностите на ниво на држава, на ниво Македонија со планинарското друштво Чеплес се посета на сите традиционални маршови. Тоа значи Пелистер за Мурато, оној марш што е, потоа Тито врв, имаме есенско и зимно искачување традиционално. По повод независноста на државата на 8 септември одиме на кораб и други акции преземаме со другите планинарски друштва, значи се договараме за одредени викенди и одиме по нашите планини. Колку време веќе постои планинарското друштво Чеплес? Па ова ќе биде скоро 4-та година, мислам. Така, 4-та година. Дали вршите и уписи за некои нови членови кои што сакаат да бидат дел од планинарското друштво? Така, значи ова не е уписи сега, како да кажам, значи не е во сала. Така, да. Зачленување за некој што сака. Да, се врши зачленување, мислам на оној што сака, затоа што ќе биде наш член на планинарското спортско друштво Чеплес. Има поволности околу ноќевањето во планинарскиот дом. Треба и да дојде на тие неколку акции што ги правиме за дружење, за маркирање, чистење и потоа како се организираме ние доколку е слободен да дојде и на некои од акциите што ги преземаме, што ги посетуваме во државата. Тоа значи дека секој викенд скоро одите на Чеплес? Па кога сме слободни, да. Али 2 пати неделно на Чеплес, 2 пати месечно мислам на Чеплес одиме, а другиот викенд негде во државата. Така. Јупчо, која е вашата следна дестинација? Да им откриеме на гледачите, ако може. Па се уште планираме и анализираме, меѓутоа можеби следна, можеби претходно ќе има и друга, па таа ќе биде следна, меѓутоа сепак како нека следна дестинација од повисок ранг ќе биде Аконкагва. Тоа ни е зацртано во моментов како подолгорочна програма за освојување на тој врв. Така, тоа е истото прашање и за вас. Значи, која е следната дестинација? Дали можеби на овој врв ќе се искачите двајцата заедно?
Така, значи желбата на секој планинар е да стаса малце повисоко, оној мислам што се занимава со високогорство. Ова не е планинарење, веќе ова е високогорски акции. Аконкагва е еден од врвовите, значи и за мене лично, но јас во разговорот напоменав дека овие врвови што до сега ги има искачено се од вулканско потекло. Во Јужна Америка има уште еден врв, Аконкагва не е врв од вулканско потекло планина, во Јужна Америка има уште еден од вулканско потекло што е највисок, и во Мексико. Тие ми се така, да не речам, можеби следни. Така, постои ли некој врв кој што до сега го немате искачено, а сакате во иднина нели да го искачите, или можеби се овие веќе три што ги спомнавте? Некој што значи сосема нели ви представува предизвик, нешто што сакате нели во иднина да го реализирате? Така. Па ќе се навратам значи на претходниот разговор. Овие два врва со Аконкагва заедно представуваат нели желба, додека бидејќи ги имам искачено и овие врвови што претходно ги напоменав, а Монт Блан е многу низок, за разлика од овие, едноставно ни представува задоволство и да отидеме на Монт Блан, бидејќи не ни дозволија условите да се качиме 2015 година. Така, јас ви благодарам на многу што денеска ни бевте гости, што бевте дел од нашата утринска програма. Ви посакувам многу успехи, секако да имате на уште многу реализирани врвови, нели, да искачете и оние метри кои што нели се ги имате зацртано. Да.